Со 2 сообраќајни жртви за само 2 дена започнува новата година. Ваков несреќен биланс никој не го очекуваше, но прашањето за безбедноста се поставува веднаш. Дали маглата или возачите во случајов се виновни за трагичниот биланс? Па секако дека опасна е. Со обзир на тоа дека сме ние малце по-возрастни шофери, па имаме искуство, така да искуството влијае до некаде. Сега зависно од маглата, колку е густа, треба да се прилагодиме со брзината да возиме шомоземе полека, по-безбедно да биде тоа, у некој случај да не се притицува. Поможност ако имаме некое возило пред нас да се прилагодуваме позади него да возиме, светата да ни се запалени, магленки. По 2 несреќни случаја од полицијата потенцираа дека вниманието мора да биде на максимално ниво. Апелираме до сите возачи и учесници во сообраќајот да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, да се придржуваат кон условите и состојбата на патиштата, да не седнуваат зад воланот доколку конзумираат алкохол и да ја почитуваат брзината на движење. Во годината која што е пред нас, сообраќајно безбедносни предизвици престојат уште многу, а новоизградените експресни патишта не се гаранција дека сообраќајните незгоди ќе бидат помалку доколку одговорноста паѓа. Во просек на патиштата годишно гинат околу 150 до 160 лица. Најмалку жртви се избројани во 2021 година, кога имало само 116 сообраќајни жртви.